Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со секое доаѓање на СДСМ на власт, тие единствено со нивната неспособност и политика ја воведуваат сиромаштијата и бедата помеѓу граѓаните. СДСМ дојде на власт со ветување за повисоки плати и пензии, а резултатот е само нови задолжувања, зголемување на даноците и зголемување на акцизите. За жал, платите и пензиите малку повеќе ќе почекаат. После 11 години рамен данок и праведност помеѓу граѓаните, рамниот данок оди во историјата. За жал, со воведување на дополнителни 8% данок во делот на доход кој поминува 90.000 денари, СДСМ само уште повеќе ќе да уништи така уништената економија во нашата држава. Со ова покажа елементарно непознавање и невладење на бизнис и монетарниот сектор. Со ова покажа дека воопшто не им се важни граѓаните и економијата. Мораме да потенцираме дека ВМРО-ДПМН е децидно против оваа реформа која ќе значи финален удар за економијата и ќе ја стави во стечај Република Македонија. СДСМ, Тевдовски, Заев и кој уште да е креатор на оваа мерка, со ова ќе стимулира само даночна евазија, ќе удри по платите на вработените во приватниот сектор и ќе ги принуди компаниите да ги зголемат цените како резултат на зголемените трошоци кои ќе се надоврзат на спиралата. Едноставно ќе ни се случи домино ефект во економијата, каде што ќе се зголеми стапката на инфлација, ќе се зголеми сивата економија и нема да се отвараат нови работни места во приватниот сектор. Потврда на ова и барањето на бизнис заедницата која што во септември упати писмено барање да се одложи зголемувањето на даноците за најмалку 5 години во Република Македонија. Почитувани, наместо ветувањето за поврат на ДДВ од 15%, СДСМ воведуваат данок 15% за граѓаните, за камати од депозити во кои влегуваат трансакцијски депозити, штедни депозити, други депозити, како и на каматите од хартија од вредност, ако износот на пресметаната камата на годишно ниво надминува 15.000 денари во противвредност од валутата на депозитот. Граѓаните ќе плаќаат и данок по стапка од 15% за доходот остварен од индустријска собственост, доходот од кири, капитални добивки, добивки од игри на среќа, доход од осигурување и друг доход. СДСМ со ова само ќе зголеми сиромаштијата кој онака е на рекордно историски ниво. На СДСМ единствено им е важно да се полнат нивните лични сметки и им е важен единствено личниот интерес, а за маките проблемите на граѓаните воопшто и не им е гајле. Затоа што побрзо си замине СДСМ од власт, толку подобро за граѓаните. На крајот, кога СДСМ ќе си замине од власта, Македонија конечно ќе тргне напред. Благодарам.